Дали 2000 лайкови на Фейсбук се доволни за да се влезе во претседателската трка? Толку беше вашиот цензус за да се нафатите на кандидатурата? За Фейсбук тоа е висок цензус. За реалниот живот треба да се стасе до 10.000 подписи, тоа го знае, се разбира и пред да почнам со Фейсбук трката. Меѓутоа, за наши услови имав чувство дека бројката од 2000 лајкови е нешто недостижно, се излажав, се покажа дека и 3000 лајкови се собираат за неколку часа и од тој момент, значи до овој момент има нешто повеќе од 2 недели, се случија чуда, практично мојот живот веќе не е истиот, мојот профил на Фейсбук не е истиот и јас сум истовремено, значи, присутна и таму и на другите социјални медиуми, меѓутоа и во реална трка со образци, со комуникација со ДИК, со веќе доставување на списоци, значи се она што подразбира процедура. Од она што го добивам како фидбек, што веќе излегува надвор од Фейсбук, се разбира, имам некакво чувство на блага возбуда дека е можно да се достигне, значи да се урне она за мнозина недостижна бариера од 10.000 подписи, особено кога човек оди сам, без организација, без структура, без финансиски средства, едноставно на база на волонтеризам, на активизам, на луѓе кои самите си доаѓаат во оваа наша дружина и се обидуваат на најразличен начин да помогнат. Има ли Македонија капацитет да поддржи независен кандидат? Мислите сте дека ќе успеете да соберете 10.000 подписи? Видите, мојот оптимизам или песимизам не се однесува на мојата кариера и тоа сакам на јавноста да стане јасно дека јас имам убав живот на овие години, редовен професор, значи со една многу голема спокојност би можела да си го водам животот, меѓутоа би ме разочарало ако Македонија не успее да собере 10.000 луѓе кои не се плашат, кои имаат желба да појдат до канцелариите на ДИК. За мене лично поголемо би било разочарувањето повеќе заради македонската иднина и демократски перспективи, околу заради мене. Јас лесно ќе се вратам во својот кабинет, ќе си бидам професор, колумнист, аналитичар и се што сум правила и досега. Некако на тест ја ставам, значи, таа граѓанска свест и ако сакате дури и градот Скопје, кој го сметам за 1/3 од популацијата на државата, каде што има и висок број на образовани кадри, на информирана јавност, на незадоволни граѓани од тековните состојби. Значи, јас се обидувам до таа публика да стасам, до студентите, до младата популација генерално. И се разбира во моите напори, јас одам и низ целата држава, јас се надевам дека на вакво незадоволство кое реално постои и генерално разочарување од она што партиите го постигнуваат, може би е ова придвижување на некое камче во пирамидата. Тоа е мојата цел. Дел од јавноста ве прозива за неконзистентни ставови по одредени политички прашања. Па мојот став е, тоа ќе го потврдат новинарите, верувам дека секогаш кога било најжешко, кога драматични случувања течеле, биле во екот и кога моите колеги, професори, интелектуалци, биле колебливи дали да излезат со став, дали да кажат нешто, да не се замерат, да не погрешат, јас никогаш не сум се плашала дури да погрешам. Јас сум ги кажувала нештата согласно она што бил мој резон, моје гледање, моја анализа, стојам за тие ставови. А ако ме прашувате за она што се некои одредници кои мене ме дефинираат како личност, јас секако на јавноста нема да и продавам некоја друга Билјана Ванковска. Јас сум таа која 20 години го коментира во општество. Кои се вашите ставови за актуелната политичка ситуација во земјата? Па токму таа актуелна политичка ситуација, актуелна е веќе можеби и благ збор, би рекла хронична политичка ситуација, затоа што сме во длабока криза, е она што ме натера да преземам нешто. Знаете, кога се обидувате, јас сум имала бројни обиди да го променам општеството, од граѓанското движење 2004 година до пред некоја година со Сократовци, значи едно здружение на професори и студенти, од иницијативата за Реком и слично, значи каде и да тргнете се удирате во зид со моќта, со власта, така што ова е причината, таа криза е причината за мојот чекор. Ова е фрлена ракавица на јавноста. Ако сакате да имаме
поинтересна дебата, ако сакате некој кој нема влакно на јазик, кој може на секоја политичка фигура да ја каже тоа што мисли и да излезе со собствен оригинален став, верувам дека со тоа би ја збогатила дебатата. Ваше мислење за актуелниот председател Георги Иванов? Големо разочарување, морам да кажам, иако тој е некој со кого јас сум студирала, ние сме иста генерација на студии, некој кој ми бил колега, аналитичар во времето пред да стане председател, очекував да биде подостоинствен, гласен, поактивен, да не дозволи, иако тој го одбра сигурниот пат, тој не тргна како мене да собира 10.000 подписи, сакаше да оди на сигурно. Јас и тогаш му се зачудив, меѓутоа тој е негов избор. Сепак можеше да биде одредена, да речам, контратежа на владата, ако ништо друго, барем во парламентот да употреби суспензивно вето, да не дозволи да премиерот му кажува дали ќе оди во Обединетите нации или тој или некој друг. Значи има многу забелешки и можеби контра тезата на ова председателствување сакам да бидам јас или кој да е, ама само да не биде во оваа ситуација. Така, на Facebook прочитав го искоментиравте и последниот настап на Иванов или предавањето на Ломоносов. Прашувате кога е заслужил титулата, пред или после предавањето, зошто? Јас знам дека се тоа протоколарни титули и некакви академии светски имаше и така натаму, ако малку се задлабочите во целата таа методологија како се добиваат заслугите, тие не се научни, се разбира, тие се повеќе церемонијални. Мене она што ме фрапираше е како може во Русија, кај една нација која се гордее со својот идентитет, кој има своји длабоки корени, секако право да се гордее на нив, вие да им кажувате дека практично јазикот сте им го позајмиле или дека од тука потекнува. Ме враќа на онаа теза за македонството кој потекнува од амебите и низ антиката и така натаму. Многу би рекла несериозна тема, иако значи, ако професорот Иванов таму говорел, а држал предавање на универзитет, требал да се држи до својата област, а не да се меша во области кои не ги знае. Се плашите ли од можна валка на политичка кампања која се пропагира последниве години? Да се оди до таму и до лични, па и професионални дисквалификации? Не се плашам, значи свесна сум за таа можност, сега се уште не сум опасност за никого, некои дури се подсмеваат, некои ме сметаат за несериозна, некои ме сметаат за сериозна и за жал од интелектуална позиција, ме напаѓаат, а уште не слушнале ништо реално. Меѓутоа, можам да се носам со такви критики, дури и со непринципиелни, и со највулгарни кои ги има на Facebook, свесна сум за тоа. Меѓутоа, во овој момент околу мене има толку позитивна енергија на млади луѓе кои се во мојот тим, во поширока смисла на зборот, што решив да не се оптоварувам со тоа. Јас ќе терам мојата работа на позитивен, поинаков начин, ќе водам не кампања, нема да трошам пари за политичка кампања, нема да правам митинзи, тоа е очигледно, нема да одам на лифтинзи и на, не знам, прикажување во поинакво светло. Мислам дека можам тоа да го изодам, каков и да биде исходот, да влезам ведро, вака како што ме гледате, и да излезам на истиот начин. И потоа да се вратам во кабинетот ако е потребно. Се плашите ли од ВМРО ДПМН, СДСМ и нивните можни потенцијални председателски кандидати? Искрено речено, овие денови толку се занимавам со административните детали, нејасноти во постапката и сваќам како професор кој предава политички систем, дека навистина е невозможно да си го искористите докрај пасивното гласачко право, односно да бидете бирани, така што немам време да се занимавам со калкулациите. Слушам повремено еден кандидат, друг кандидат, некакви комбинаторики. Мене ми е во моментов сеедно, дали тоа ќе биде лично господинот Груевски или некој негов соработник или од другата страна, не знам, има неколку имиња. Мене ми е битно јас да се го презентирам она што јас сакам да го презентирам на најдобар можен начин. Со својот оригинален пристап, со своите поинакви тези, во обид на граѓаните да им кажам дека мојата предност е независноста. Јас не можам да бидам диригирана од никој друг. Вашата визија за земјава доколку станете председател? Тешко е да се даде визија за период од 5 години од позиција на председател. Меѓутоа, ако независен кандидат сам
нормално сам во почетната фаза, а потоа заедно со помош на граѓаните, добие таков мандат, тој ќе биде толку цврст мандат, што тој ќе може да внесе помалку кохабитациони елементи во однос на секоја партија и воопшто на начинот на кој се води политиката. Јас би сакала да воведам поинаков начин на водење на председателската функција од аспект и на некаков поголем политички ангажман, поголема гласност, поголема свест за тоа што се случува во општеството, да не бидете пасивна фигура, фикус, восочна фигура и слично. Значи да бидам председател на граѓаните во Македонија и надвор од Македонија подеднакво, значи само така ќе може да се врши таа функција. За 5 години мислам дека е доволно време, барем да се покаже дека може поинаку. Она што е во моментов важно е дека можеби се ова последните непосредни председателски избори. Тоа е мојата прогноза. Ако сега граѓаните не се активираат да изберат, не велам мене, може да гласаат за било кого, меѓутоа сега е ова начин на непосредно гласање. Мојата прогноза е дека за 5 години ќе има промени на уставот и председателот ќе биде биран во парламентот.